Во ова видео ќе научиш што представува график растојание време и како да го користиш. Претпостави дека Сем оди со велосипед од неговата куќа до куќата на неговиот братучет која е на растојание од 10 километри. Сем пристигнува за 30 минути. Кога ќе стигне, тој останува таму 30 минути и продолжува понатаму до куќата на неговата сестра. Таа живее на 6 километри оддалеченост и тој пристигнува таму во 3 часот. Сем останува 1 час таму пред да се врати дома. Пристигнува дома во 5 часот. Тоа што ти го покажавме е всушност цртање на график растојание време кој го прикажува патувањето на Сем. Линијата од А до Б го покажува патувањето кога Сем се оддалечува од дома. Линијата е права, што значи дека тој патува со константна брзина. Хоризонталната линија од Б до С покажува дека неговата брзина е 0. Тој не се движи. Брзината може да се пресмета ако растојанието се подели со времето. И на овој график тоа е представено со наклонот на линијата, кој што се нарекува градиент. За да се пресмета брзината од графикот, треба да се измери наклонот. Тоа може да се направи со избирање на две точки меѓу кои сакаме да го најдеме наклонот. Потоа, ја определуваме промената на растојанието и промената на времето. Обиди се да ја определиш промената на растојанието и времето за обележаната линија. Може да се види дека промената е 10 километри, додека промената во времето е 30 минути. 30 минути е еднакво на 0,5 часа. За да ја најдеме брзината, го делиме растојанието со времето. Значи делиме 10 со 0,5. Па се добива брзина од 20 км на час. Обиди се да ја најдеш брзината помеѓу точките С и Д. Промената во растојанието е 6 км за време од 30 минути или 0,5 часа. 6 поделено со 0,5 изнесува 12 км на час. Значи побавно отколку меѓу точките А и Б. Ова ни покажува дека колку е поголем наклонот во дадена точка на графикот, толку е поголема брзината во таа точка. Доколку наклонот е помал, помала е и брзината. Хоризонталната линија значи дека брзината е 0. Ако линијата е во спротивна насока, тогаш насоката на движењето е обратна, како враќањето дома. Дали можеш да ја пресметаш брзината? Промената во растојанието е 16 км за промена во време од 1 час. Тоа значи дека Сем патува 16 км на час. Доколку линијата на графикот е закривена нагоре, тогаш имаме промена на брзината која се нарекува забрзување. Доколку линијата е закривена надолу, тогаш графикот покажува промена на брзината наречена забавување. За да ја пресметаш брзината со помош на графикот растојание време, треба да го најдеш градиентот така што ќе ги поделиш промената на растојанието со промената на времето. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.